На летната сцена на Центарот за култура Бели Мугри беше прикажан документарниот филм посветен на светски познатиот трубач од Кочани Наат Велиов. Филмот е дело на француската продуцентска куќа Лумина, работен по сценариото на Мишел Гуриери и Марина Поли. Во филмот е прикажан животот и делото на Велиов, настапите на светски познати настани и градот Кочани. Авторите го представуваат Велиов како композитор и крал на ромската труба, која наследил својата круна од долгата низа ромски музичари од Балканот, како и неговиот оригинал Кочански оркестар, кој важи за најголемиот дувачки оркестар на Балканот. За неговата виртуозност напишале: со вравовите на прстите и со клиповите на неговата труба, тој меша култури, репертуари и музички стилови како никој пред него. Затоа светот му ги расшири рацете. Филмот го прикажува Велиов како импресивен музичар кој обединува неколку јазици и култури. Покрај за неговата кариера вклучува моменти и од приватниот живот и ромската традиција. Градоначалникот на општина Кочани Николчо Илиев истакна дека е чест и задоволство светот да твори за наш сограѓанин и дека Кочани се гордее што има жива легенда, светско име и музички бренд, еден од најголемите репрезенти на традиционалната ромска и македонска музика во Европа и во светот, музичар со над 2000 концерти сите во живо. Сакаше јас ово да го презентирам оддавна. Пред 25 години, 30 години доваја још Кочани телевизија кога беше тука, швајцарски телевизија паркирани горе у Асному, телевизија, комбинија, автобуси паркирани, довајат филм, документарен филм прават. Нашите кочанчани не знаат дека филм прават швајцарци со мене. Прво тоа, настап на светско првенство 98 година свиреше на светското првенство на отварање во Париз. На отварањето свиреше, што значи денеска Кочани да свире на отварањето во Париз на светско првенство. Второ, 99 година на Fashion канал свиреше на главен моден креатор Јомомото. На дефилето негов, дефиле и ние со неговија лична дефиле, разбираш ли, облачени и дефиле. Мислам шпанска музика, романска музика, маđарска музика и ние од Македонија. Тоа, 2000 година со Виничока по села свирахме пред папата за новата година. 95-96 година со на Чарлин Чаплин Керкеј, најглавната мислам Чарлин Чаплин, најголем креатор, театарски актер, глумац, најголем светски првак, со неговата ќерка Викторија Чаплин, заедно настапуваме на театри. Заедно, јас со мојата музика, она со Мажо и со неговиот син исто заедно, на спектакл со Антигона од Италија, со глумци и на театри и на драми сум свирал, нема дека не сум свирал. На 130.000 гледачи сум свирал во Данска, Роскилда се вика фестивал Роскилда. Со Ролинг Стоун, со Боб Дилан. Со Боб Дилан имам две композиции на Боб Дилан свирам на јас со мојата труба. На Шекалет, пејача што пее Ајша е коте моја Диди. Со него имам исто Диди, јас му го свирам со трубата на неговиот албум. Велиов на 25 мај го прослави својот 64-ти роден ден и рече дека му се оствари желбата филмот да биде прикажан и во Кочани, бидејќи досега е прикажан во неколку градови и држави во светот. Неисполнета желба му е по примерот на други познати музичари и тој да добие награда за значајни устварувања за градот Кочани. Прикажувањето на филмот се реализираше со средства од програмата за култура на општина Кочани по иницијатива на кочанските уметници Ристе Ѓоргиев и Орхан Ќамилов, а во соработка со Центарот за култура Бели Мугри и ансамблот за традиционална музика и игра Митко Алексов од Кочани.